Со недоволна информираност на јавноста и без присуство на граѓаните, општинската администрација ја одржа јавната расправа за буџетот за 2016 година. Таквата постапка немаше поголема транспарентност со оглед што можност за дискусии имаа само членовите на Советот на општина Кочани, затоа што расправата се одржа по завршувањето на последната 39-та редовна седница. Во образложението од секторот за финансии беше речено дека е изработен добар финансиски план, што до година треба да ја обезбеди развој на општината. Единствено ќе кажам дека вие до година ќе имате многу поразвоен буџет, затоа што за прв пат капиталните расходи ќе изнесуваат 55%, а оперативните 45%. Прв пат се случува дека капиталните трошоци у буџетот ќе бидат многу поголеми во однос на оперативните. Забелешки од советниците беа упатени за нетранспарентноста при изготвувањето на нацрт буџетот. На ова јавна расправа, освен советниците, не се никој останати покането, што не е добро, бидејќи тоа е години назад, меѓутоа као генерална забелешка мислам дека не е во ред. Напротив, треба малку потранспарентно да се создава буџето и да биде представен и пред други интересни групи, како што се од невладини организации, спортски клубови и така натаму, за да може секој да даде свој допринос за нацрт буџето за следната година. Дали имаме оваа година можност да реализираме јавна расправа за граѓаните? Форумските работи ги имаме ние како искуство, меѓутоа мислам дека немаме желба за да го направиме тоа. Јас ќе се сложам со вас дека јавната расправа треба да биде организирана на друг начин. Меѓутоа, вистина е дека ниту граѓаните, не е тоа само кај нас, ниту граѓаните се многу заинтересирани за расправа вака како советниците нормално, и затоа и не се вклучуваат толку, имаме многу малку граѓани кои би се вклучиле во расправата, затоа што крајниот резултат е дека буџетот, без разлика на нивните предлози, буџетот го гласа и го донесува Советот. Ваквото образложение не беше прифатено од советниците. Ваква јавна расправа не е јавна расправа за буџетот. Значи, под јавна расправа се подразбира кога сите групи кои што се вклучени, барем организации, ќе бидат информирани дека ќе има јавна расправа. Алексов даде и конкретен предлог. Да се организира уште една јавна расправа за буџетот за 2016 година, во која што ќе бидат поканети и сите организации, невладини организации, спортски клубови и да биде објавено дека стварно ќе има јавна расправа. Сега, која би била сврхата да организираме уште една јавна расправа, па вие се усвоивте. Значи сите програми ви се усвоени. Нема поправка на тоа. Шансата за поголема вклученост на граѓаните во креирањето на буџетот на општината за идната година не е искористена. До донесувањето на конечната верзија на финансискиот плански документ, вообичаено Советот треба да одржи уште една седница, на која според досегашното искуство се прави само формално усвојување.